Идев пешки, значи 400 километри, тоа поттик беше или подвиг за член од мојата фамилија, како прво. Тоа не требаше ништо јавност да искочи, ја стигне до тука, пошто сакав да имам за моја, не да идам да се фалам, да нешто, сакав да му се заблагодарам на него, али искочи дека може да се спаси некој живот на спортисти, на тоа испадна све беше по план. Марко да го имал тој полар на него, дента на утакмицата, пошто јас знам дека успиење ноќта почина да го имал дека немало да почине. Следи разговор со Дамјан Марковски, момчето кој пеш го изеде патот од Скопје до манастирот Острог. Во период 11 дена поминувајќи повеќе од 400 километри. За мотивите и предизвиците на ова патување дознате повеќе во новата епизода на Wild Tales. Па Дамјан, фала ти што прифати да гостуваш денеска. Ти си момчето кое што изоде 400 километри од Скопје до Острог. Точно. Потфат што е за секој поздрав, што пара голема храброст. И пред да навлеземе во детали за самиот предизвик, можеш ли да ми кажеш, да ми даш мало интро за тебе, кој си, од каде доаѓаш? Па доаѓам од Илинден, близина на Скопје, тука Миладиновци, од скромна фамилија. Идев пешки, значи 400 километри, тоа поттик беше или подвиг за член од мојата фамилија, како прво. Само сакам да ги поздравам родителите на Марко Божиновски, што почна, сакам за нив голема поддршка, пошто без нив ова ништо не би било реализирано и тоа е тоа. Добро, тоа се претпоставувам некој од мотивите што те натераа да се впуштиш. Па мотивот беше за членот од мојата фамилија, али ова не беше ништо, не требаше да иде во јавност, сакав сам да одам, да не се знаеше ништо, да не биде ништо хуманитарно, али ми дојде као некоја идеја да прашам дали би било тоа добра идеја за да биде хуманитарно, и прво они ми падна на памет за спортисти, пошто се бавам со спортот 13 години, и им ги сконтактирав, они одма прифатија да се видиме, се како ми објаснија све, дека они ќе земат бројчиња, ќе направат се. Мислам дека без нивната поддршка не би било ова ништо. И тоа беше тоа, само ми рекоа да одберам, ми рекоа подолг период да чекам, али тоа ја не ќе да чекам подолг период, да се направат спонзори се, али сакав да идам што побрзо, пошто на тој пат мислам дека еднаш он кога ќе те повика тогаш е тоа, нема идење ти кога сакаш. Според мене е така кај него. Значи ти го осети повикот? Па сега заради тоа, заради членот, јас знам дека он збореа пред тоа, јас што имам слушано муабети дека многу помагал за такви роди, ја не верував што гледав тоа на интернет. Мислам не верував сега. Не верував дека така помага он, знам дека црква све побожно тоа, али не знаев дека такви чуда прави, значи тоа е нешто не знам, невозможно. Тоа ја што имам видено со мои очи дома, што ми се има десено тоа на мојата фамилија, што помогнал. Јас сакав да идам, пошто сите имат иден од кај мене од дома, јас сакав да отидам, не бев у можност, значи да отидам тогаш, и сакав некако да идам да му се заблагодарам на него, не знаев како, на кој начин. И решив пешки да одам и така ги сконтактирав, и тоа беше тоа, иначе ова не требаше ништо јавност да искочи, ја стигне до тука, пошто сакав да имам за моја, не да идам да се фалам, да нешто, сакав да му се заблагодарам на него, али искочи дека може да се спаси некој живот на спортисти, на тоа испадна све беше по план. Дефинитивно дека влијанието кое што го предизвика сигурно ќе предизвика многу позитивни ефекти кај поголем број на луѓе, и дефинитивно ја крена свесноста за еден тип на проблем со кој што спортистите кај нас се соочуваат подолго време, а не бил адресиран соодветно. Па вака, сега ми избореа, мислам, немаше многу негативни коментари, например, од не знам колку илјадници коментари прочитав, дали 2-3 имаше, што некои избореа како идеш кај не ги почитуваш, немеку Македонија светците, други светци почитуваш, али дефинитивно 95% беа позитивни коментари. Сега за тоа, за подигање светста за спортистите, ја не мислам дека сум некој јас што треба да подигнам нешто за поголемите клубови. Тоа беше за поттик тие поларчипови да се губат за помали клуби, да се дигне свеста на поголемите клубови. Али не знам ја тоа со поголемите клубови што се движи у Македонија, тоа е, мислам, според мене е срамно да нема такво нешто, тоа да се гине таков живот за да мери некој притисок на сред утакмица, да се мери тоа е за мене срамно. Сега ја да подигам свест преку ова нешто ја сакав,
пошто јако идев, мене ми беше мислам страв. Јако правев мобет со нив, си викам вториот ден, третиот ден ми биде тешко да се откажам, знаеш, да се вратам и што правиме со тоа, знаеш, сега се дигна фама голема. И они ми викаат ти и 100 метри да изодиш, спасуваш, си сакал со умисли да спасиш нечи живот. И така испадна се, али вториот ден, третиот малку се беше потешко после. Океј, значи иницијалниот мотив за твојот подвиг бил креиран од член на твоето семејство. Точно, да. Ќе сакаш да ни споделиш што се случило и каков мотив се крие позади? Па, да споделам, не да кријам, али се дешава со сестра моја, тоа член од фамилија за сестра се работи, се издешава некои несакани работи што може од човек на човек, љубомора, не знам што е тоа што пошто па ја никош што не сум помислил на некој да направам, што го викаат нанесуваат од човек на човек, тие маги, не знам како да кажам. Пошто не ми се збори на таа тема за тоа, не ќе да споделувам со многу луѓе, али се издешава несакани работи, траеше може недела дена. Тоа не можеше никако, се идеше по Македонија, манастири, цркви, со молитви, со такви работи, не можеше, помагаше, али многу краток период, тоа ден-два и пак се појавува нешто несакано, а се дешава пред свадба, пред такви работи и се реши да се иде у Острог, мислам, сестра ми каже да идем у Острог, значи тоа некој што го сака, одма се запали колата, за 2 сати тргна, што те повика Острог, нема назад. Си вика дека сите што тргнале на тој пат нема да се вратат, или никој не се предомислил да се врати. Отидоа таму, дома бевме сите како изгубени, како сите у депресија, не се знае што како. Отидовме таму, мислам отидоа, а ја не бев, се вратија назад, утрето ден преспеа таму се молитва, се вратија назад, ништо, ново, све по старо, ствари си тера. Као нов човек да дошол дома и ја тука свати, викам, ова не е могуќе. Ти да не јадеш леп една недела, дојдеш дома, ти се јаде, ти се пие, ти се нов човек, се смееш, се викаш што сум правил, као, знаеш, тоа кога доживеав ја, викам дека ова е влијанието е неспорно. Има многу луѓе што го посетуваат тој манастир, нели со ноќевање, под отворено небо и ефектите што ги предизвикува се неспорни. Јас слушнав на патот, ја одев 11 дена, за 11 дена слушнав минимум 20 приказни на некои луѓе што помогнал. Значи одиш кога им кажеш, кога ќе влезеш у Црна Гора, ја кога влегов со некој човек, пиеш вода да одмориш, ќе му кажеш што како одиш, он станува, ќе му кажеш Острог, он станува, се прекрстува, тоа е, вика, за мене татко, светец, вика, не само за тука, мислам дека он вика за цел свет. Вика, доаѓаат луѓе од цел свет и он одма кажува приказна на мојот татко, тоа помогнал, за инвалиди, вика, одат, инвалид иде таму, му чита молитва попот да преспе, вика, ноќте го нема, он дома пешки си, вика, на 20 км од Острог. Тоа е, има некои чудеси за бебиња, зборат за колепки што остават, да извади, вика, од кола нешто, паѓа бебето низ провалија 5 метри надоле и вика и да детето се смее доле. Нема ни една, има стотици такви случаи. Тоа е чудо некоја, не знам, внатре кај што се моштите, кај што не знам, тоа е некоја сила више. Значи, иницијално ти пробуваш да ја помогнеш на сестра ти, иако она го посетува манастирот, ти осеќаш повик дека и ти треба да одиш и дека ти треба да го направиш тоа на еден малце поразличен начин. Да осетам, да одам, јас на кај него сам да осетам. Јас сакав уште многу да одам. Ние 10 години поред сме идели од Црна Гора на одмор, цела фамилија, на 20 км пораѓаш од него, не сме го посетили. Он кога ќе те повика, а цело време имало ајде идеме, не идеш. Не те вика, кога ќе те повика, тогаш он сам повикува. Он тоа има луѓе што, мислам сам повикува сега за некои што се од подалеку, има луѓе таму што секој ден идат на молитвите, на литургија 2 сати таму, што јас седам на литургија, човекот пред мене истото го збори попот што го пее и он. Цела литургија знаат на памет таму. Тоа е нешто чудо, спиеш како дома да си, значи на отворено небо, на збора дека кога спиеш, проаѓа како ветер, како демек он проаѓа, зборат за неговите кај што му се моштите, кога што е легнат, го облакаат цела така како отворен ковчег, вика дека чорапите му ги облакаат, за една недела идат испредени чорапите, искинати. Тоа е, вика дека оди така лечи, пипа за глава, пипа. Значи 100 случаи сум слушнал за него и
ја мислам дека е вистина, пошто имам доживеано едно нешто такво. Што имаш доживеано? Па со сестра ми. Аха. Добро. И ти викаш дека кога он ќе те повика, немаш избор, едноставно тргаш. И он има повикано многу луѓе, претпоставувам, ама никој од тие луѓе не се одлучил пешки да оди. Како падна одлуката дека треба пешки да го одиш, што е па 400 километри, не се уопште играчка. Да, значи, па добро, јас знам како ми било по тој пат, колку тешко, напорно, али ми дојде поттик некој за не знаев како, ја ако отидам со гол, не знам како му се заблагодарам на него, ја тоа што го имам ведно со мои очи и да го излечи некој, тоа ја не знам како да се заблагодариш на тој човек, освен да отидам пешки дока него, како, не знаев на кој начин да не знаев стварно да докажам дека тешко ми било на мене, да докажам како било, дека може, све е возможно. Сега некој кажала као возможно е, не се ништо, као 400 километри, ја така тргнав. Ја тргам, викам од ден за утре, кажам на моите, ја тргам утре. Значи као татко ми се он го има возеното, има идено по тој пат 100 пати, што се вика, ми вика, знаеш ли кај тргаш? Ја викам, знам, одам, знаеш, пешки за. Вика, не знаеш ли патот што те очекува таму? Ја викам, не, па вика, не е само ранен за стаиш ги, викам, ја кидам, па што сака нека биде. И он вика, добро, само да знаеш дека патот не е лесен, вика, до таму. Немој да мислиш, вика, некој за некој препреки нешто, вика, али не знаеш кај треба да одиш, по Морача, по тие, таму гинат стотици годишно луѓе со коли, што не се извадени од Морача од таму, од Црна Гора. Косово, цело Косово, од почеток до крај го све низ села. 1 метро по автопат нема згазено. Све по села, по косовски ти идеш, коли до тебе, по линија одиш буквално по улица. Што беше одлука во еден ден, ти им соопштуваш на твоите дека ти идеш пешки, татко ти пробува малце да те воведе во некоја реалност, ама ти си одлучен. Па да, он ми доолуваш, вика, не знаеш ти каков е патот, вика, тој е гина таму луѓе, вика, ти немој да мислиш дека одиш, тргаш и по тротоар, одиш до таму, ки имаш препреки, ки имаш, ја му викам, добро, нека има што сака, викам, ја тргам. Добро, вика, само да знаеш дека не е тој пат као ти што го мислиш, ми вика. И тотално управо, што за него, мислам за него, за целата моја фамилија околу, имав братуче, да сега да не ги другари, да не именувам многу се, без нив, ја мислам, без поддршка, у која работа да работиш, многу тешко. Значи, со поддршка имав ненормално од сите, ајде за тоа што зборам за цела Македонија, што зборев за од фамилија, од дома, нормално е, али ја имам случаи што некој не збори со неговиот татко, што, знаеш, не комуницира за некои ситни работи, али сега разбирам што барат они многу од мене, што мислам барат многу од мене. Многу се заангажирани за мене и ми помогна он, за татко ми, ова зборам, он ми помогна ненормална поддршка ми даде. Он дојде, одеше пешки со мене 5 дена при крај. Дојде да оди пешки, значи тоа е доаѓа од дома, кај да сум бил и на други страни, он доаѓа до таму, со што со тоа, за 3 месеци еднаш бев у Словачка кој игра фудбал, он не може да, он за месец дена доаѓа, не може да издржи он така поддршка. Каде идеш ти и он со тебе? Па со мене, поддршка, што да прави човек, нема тоа, но одлука мора. Ќе видиме како изгледаше патешествието, 11 дена е долг период. Значи тука се случуваат многу работи, претпоставувам. Но тебе ти почнува патувањето на 28 мај, ако не се лажам? Да. На 28 мај, вторник, ти тргаш. Да. Во кој момент стапуваш во контакт со фондацијата Марко Божиновски и како се одвива тоа, затоа што има конфликт, она што викаш ти, мене ми беше индивидуална намерата, значи не сакав публицитет, не сакав слава, не го правев тоа ради некој друг, го правев исклучиво ради мене и моето семејство и сега доаѓа еден таков субјект кој што ти вика, знаеш што, има шанса да придонесеш за малце поголеми работи, би сакал да се вклучиш во тоа. Како изгледаше тој момент? Кој им соопштив дома на моите, дека јас сакам да одам, они вика не прави глупости, не се глупирај, али ја им кажав кога одам, они видео дека сум 100% убеден и реков, им кажав дали да исконтактирам некоја фондација и они ми кажат ако си решен, прво мајка ми, јас со неа зборев, ми ако си решен, исконтактирај, со тоа можеш вика да спасиш и друг живот, зависи за што. Ја не знав, ја највише ги исконтактирав не за слава, за парите кај да идат и што, ги исконтактирав ради не знаев зашто да идат тие пари. Јас сега можам да идам да помогнам на некоја фамилија, али откако ќе ги исконтактираш, не ти кажува дека некоја фамилија не им треба толку средства и
има многу доста што лажат, 80% вика дека лажат. Треба точно да идеш да видиш ти, да му влезам дома, да видам дека стварно му треба помош. Или имаш опција за некое дете. Пример, дете што се болни. Јас сакав за да идат у државна, например, за деца тие болни од рак, за не знаеш колка сума ќе се собере. Или сега ја не ќе идам ја да ги земам тие пари и да идам да ги не знам дали тие пари ќе отидат на право место у држава. И сега преку нив да идам, преку сметка, преку микрофончето малце. Преку сметка да идат, преку нивна фондација да иде тоа све да се иде нормално. Они ми дадо, они мислевме колку е ден, два, ја им оставим, викам, вие одлучете, мене не ми се битни кај ќе парите, ја идам за друго, одлучете вие што е најпаметно, што како. Значи, они вика дека Марко, да го имал тој полар на него, дента на утакмицата, пошто он, ја знам дека успиење, ноќта почина да го имал дека немало да почине. И сега, мене плюс мотивација ми даде тука за тоа, плюс јас сум спортист цело време и викам, како одлучите вие, кај одлучите, само исконтактирајте ме, што, како, јас тргам вторник. Сакаа малце покасно, за да се тоа процес е за бројчињата да се зимаат од ВИП од А1, процес е малце, али ја викам, не, ја тргам у вторник, кога ќе искочат на сред, па ако искочат на сред, ја тргам у вторник, зашто ако мислев, ако се недела, 2-3, дека нема да отидев, само вторник, викам, ја вторник тргам, што мислите вие правете после бројчињата, пошто стварно голема работа, они брка бројчиња, они све, значи беше све по план како што треба. Бројчињата искочија ден-два, одев, ја ги немаше, па после тоа искочија. Така беше све испланирано, па имаше донации, не знам, се собира, пошто истите донации иде од имаше турнир, се организираше хуманитарен за Марко, доаѓа од Црна Гора, од држави, се организираше и доаѓа држави што имаше тука јаки спонзори исто и тие пари, моите што беа донациите, тие иде све на едно место за полари. И сега тоа е у процес, тие треба се нарачат од Германија, се малце поскапи, сега не знам колку, околу 80 евра еден или не знам стварно точно, не е поскап толку полар колку што се тие тука што се закачува, што му мери све колку трча притисок на утакмица, све, срце фоткуца. Значи апаратчето е малецко, значи чип, да. Појасот е неверојатно тоа што па да, малце поскап појасот, чипот само се закачува, него тој мери на таблет, го гледа момент. Додека игра утакмица ги имаш играчите на таблет и ти дава колку трча срце фоткуца, притисок, колку му е моментот на 200 пулс да намали, да го извадиш, да како му се одвива пулсот. Пошто знам, сум имал такво на мене и знам дека е стварно многу квалитетно. И мене не ми беше тоа намената да идам ја да за слава, што ига за тоа, не вижу кој одлучи, ја викам нека иде за тоа, зашто не се спаси ако може нешто, некој живот да се дигне под свеста. Марко почина од грч на срцев мускул. Па да, вика дека после утакмица вечерта ја знам, успиење дека за тоа грч на срцев мускул и тоа не знам, поеќе не знам за тоа. Ја разбрав дека ако го имал поларот, ќе му виделе на такмица колку му е пулсот, притисокот и дека ќе дали ќе ги се извади, дали ќе се одвивало нешто ќе имало, али не може да судиме. Сигурен сум дека луѓето што ја основале таа фондација многу прецизно точно знаат кои се причините и како се спречуваат и што треба да се направи, колку пари е потребно за тоа. Дека го истражиле тоа во детали, дека совршено им е јасно, така да им посакувам многу среќа и успех во реализирање на таа мисија. Верувам дека ќе иако како резултат на трагичен настан дека ќе спасат многу човечки животи понатаму. Па луѓето се кога ќе видиш на прв поглед имат све, а немат ништо ствари. Тоа многу добри луѓе, значи нема збор за нив, они кога дознаа викаат се ежат, се плачат, значи тоа е што има подсвест, они викаат ја носат значи многу помагат, прават, имат направено, не знам ми кажа, соба за деца со посебни потреби, со звуци некои што се смирувачки, за аутизам деца што имаат, прават, многу помагат за фондацијата нивна, они ми вика немој да мислиш дека ќе има премногу донации, дека ќе има не Македонија уствари таква, немој да мислиш да очекуваш ти бум, знаеш. Али вика ако може нешто вика све тие што ќе бидат они помага, они рекоа ако не се соберат спонзори за патни трошкови, дека они све ќе покријат. Значи луѓето се исцрпени, ја мислам, али истражува, праја по цела ноќ. Сашка праеше, средуваше, гледаше колку пари од кај може да се нарачат, све беа внесени у таа тема, значи максимално немаше тука никаков збор. Све они ми врше работа, јас само мој беше да одам, све они друго. Мислам да одам не дека е лесно нешто, дека ми беше лесно, напорно беше стварно, стануваш секој ден у 5, знаеш што те чека, жулјеви на нозете, болат. Да, ајде да видиме, значи 28 мај, вторник, кој ти испраќа? И од кај тргаш точно? Тргам од плоштад,
Сега кој ми испрати, ја тоа не ќе сака они да прават некоја повеле, тоа беше са бајлен 5,5, 6 негде се жа да се одвиваше, сега сака повеќе луѓе да дојдат. Дојде, ја тргнав со мојот брочет, Кирил вози точак исто врвен спортисти за репрезентација за Македонија, пошто си искомплицира нешто, не можеше кола одма да ме прати, од првите денови немаше луѓе слободни. Он рече се нафати со торби, со точак, ставивме све што треба. Он тргна со мене првите 2 дена. Третиот си отиде, тогаш ми стигна комбе, рентавме комбе. Со внатре доста ствари, све што ми треба, хемии, глупости, води. И ми испратија моите најблиски дома, сестра ми, другарче некоја. И така се беше, тргнавме тука 2-3 дена, после ми дојде комбе и продолживме. Тргнавте. Колку е најдалеку пешки што имаш изодено, да кажеме, пред тој подвиг вака? Колку Од дневно? прилика некоја представа вака ми 20. даш. 5-6 км од ден, колку можеш знаеш, тоа максимум некој 30 км од ден, ама тоа е еден и вечерта кога ќе легнеш претепан си уморен со 30 км, а утре станеш можеш да лежиш да спиеш до 12, ти стануваш у 5 уште 30 треба да одиш. И го раскажуваш тој ден после 2 месеци да не се повториш еднаш ка Да, уморен си сум. мислиш, да, а тоа кој одиш, стануваш са бајле да одиш, ти уморен си дама, знаеш зашто си тргнал, знаеш, имаш некоја сила, некоја вишок. Ја последниот ден кога одев 35 км, ми више мислам дека последниот ден одиш на 20 км, знаеш дека последен ден ти е, си викаш ако треба на раце ќе одам до таму и не осеќаш болка, угорно, многу угорно, одиш, немаш никако, не осеќаш болка никако. Кога го видов на негде се гледа 2 км 3 се раздел. Имаше ли момент кај што сакаш да се откажеш, кај што едноставно можеби ти доаѓа Имаше, мисли да. дека Го зборам на сите тој ден, вториот тој ден се деси, првиот ден изодев многу, се префорсирав Колку 42 км првиот ден. Изодев, се префорсирав многу, требаше негде беше околу. Чекај, извини, значи рутата ти беше која? Па рутата беше цртана тргам од плоштад на Косово влагам, требаше Косово да го одам од почеток од Феризај што вика Урошевац до 5 до горе до граница. Значи ни сите косовски села. Преку Урошевац, преку тука сите тие ги има мали села, сега не ги знам сите на памет, али све јошни села, црташ рута, цртана ми беше, али пак од вечер на вечер ја црташ од кое до кое место, баш кај има хотел у близина. Многу тоа вториот ден ми се погоди тоа да се враќам назад 3 км за хотел. И не ни беше хотел, тоа нема везе, али тргнав 42 км да првиот ден, са бајлето кога станав, ја отидов неспремен реално, јас ако сум спортист или непрофесионален спортист, али играм по турнири вака така, пак сум у некоја кондиција, али 40 км не е малци, са бајлето кога станав, воспаление, жулјеви, викам, Да, стапалата неверојатно страдаат. стапалата највише ме болат. У мускулите горе ќе издржав колку и да ме боля, али доле стапалата е нешто неиздржливо, тоа као на игли да го плюс топло. И вториот ден да тргнам ми беше 27 км или 30, ја на 15, више готово клапнав, срце ќе ми излеташе. Викам на Кирца Брочен, викам мене не ми е добро брат. Он ми вика, бе не, вика, ќе биде со, викам, срцево ќе ми излета, не може да мрднам човек. А не дека заморен нешто, ама тргаш ќе ти излета срце. Абе вика, не, можеш, вика, уморен си. Уморно ти, вика, техикардија. Викам, добра, ајде, оди, мислиш на друго, на километар пак застану. Викам, мене не ми е добро. Ја пошодев 3-4 км, па пауза, па ја на 800 метри застану, викам, не можам, брат. Не, викам, тука кога треба ќе преспиеме негде, викам, ја не можам. Ајде уште малце, он ме моли, тргам на тој ден го одев не од сабајле до вечер, не знам, вечност ми траеше. Еден ден, 2 дена. Одев и стигнавме баш на 24, мислам, километри, му викам, ако треба утре ќе изам плюс 3, дај овде, викам, да бараме, а баш тука гледаме на мапа има нешто за спиење, некои соби. И да бараме, влегувам у тој ресторан, тој вика, не, вика, пред 3 години се собиве, знаеш, прекинати, вика, не работи, викам, добро, некој хотелче, викам, не прашувам пари колку, викам, само, викам, ми треба, викам, да одмора. Нема, вика, тука, вика, напред, вика, тука на 7-8 километри. Викам, де, викам, ова градче, не, вика, мало градче, вика, нема. Вика, ако одиш негде, не знам, 2-3 километри, ми кажа, внатре у град, па да провериш, среќавам со точак беше, што одеше Брочет, мислам, викам, оди со точак, ако треба, викам, до таму ќе изом, не знам како, уште 2 сати ќе одам. И он отиде со точак до таму, пред мене, нема, вика, се враќа. Што ќе правиме, ни кажуваат 2-3 таксисти, вика, назад, вика, имате 3 километри, кај што пројдов ја, ги видов ја тие како апартмани, вика, назад 3 километри.
Викам, мене не ми се враќа метро назад, знам кај сум тргнал, а не па викам 3 километри. Немаше што да правам назад 3 километри. Преспавме таму и сабајлето тргнав, од таму пак сабајлето. Мислам вечерта да јадам, што пица јадев, не знам, нарачавме нешто. Не ми се јаде, не можам срце, а и све истуширам, све средам, ама не можам, не ми дава да јадам срце, оме мачи, викам, толку ја ќе се откажам. Не ќе да кажам на никој, само на татко ми се јави, му кажав, он вика, знаев дека ќе биде вака, знаеш, он, али ме мотивираш, вика, нема дека да преспиш, се великам, човек не може да заспием, викам, како да преспиам. И заспав некако, ме убедија, пиев апче, некој заспав, сабајлето станав, викам, добро, ни срце ме мачи, ни ништо. Да, тргнам 2 километри, пак ме боли, ме стега нешто, викам, мене не ми е добро, брат, ќе се враќам назад. Немој, вика, нема шанси, вика, само оди. И мисли ми дада масло, што е од црква тука, од просветено од поби, ми вика, кој да те боли, тој побод вика, нешто глава, што да те боли, вика, само крст нацрта, вика, ќе престане да те боли. И мене ми текна, ни на крај памето вториот ден. Дали ти е некој искушение што ги збора, што сака да те врати, знае кај идеш, за која цел, животна цел. И стварно нацртав крст, се намачкав со тоа маслото, 3 километри поодев, ништо до крај немаше ништо. Глава ако ме заболеше, стварно цртам за 15 минути ништо. Тоа не знам дали чудо некое беше, до крај немав никакви проблеми. После само добро, стапалата, нозете боља. Што морача е. Значи на вториот ден имаш проблеми. Па дали тоа искушение што го зборат, не знам што е, дали те враќа назад, вика дека идеш за животна цел, идеш у манастир, те враќа друго нешто. И колкава дистанца помина вториот ден? 24, мислам, 24,5, така нешто. Тука застанав назад, ја стопирав тука стравата што ми мереше назад, што се вратив, тие не ги рачунав километрите, тука откај што застанав тука после утрото ден, тука ја пуштив и немаше проблеми никакви. Како течеше патувањето после тоа? Па, значи вториот ден одиш 24 километри, стигаш до каде? Нема да ми текне дали Штимље беше кое село. Не ми текнува некој помало, дали село град че беше така нешто помало, не ми текнува баш точно. Али знам дека мало беше, немаше многу у него избор кај да седнеш, кај да ова, не можеш ни да искочиш вечерта, уствари кај да седнеш на пијачко, на све мислиш едно да си стушираш. Немаш снага да искочиш, само легнуваш у 8 саба или у 5:30 стануваш. Добро, имаше денови што тргав покасно, на кај 8, али тргнеш 5:30 посвежо, не се оди, после треба многу паузи да правиш. Кога тргав, кога навикнав дека треба да тргнем у 5:30 до 12, кога имам дека имам изоено 20 км, утре не си викаш ова е добро иде. После да ги одиш да ги сецкаш ти уште 10 км, подруго е него да одиш по сонце у 8 да тргнеш. Не е исто. Значи го одиш Косово некои 3-4 дена можда. 6. Шестиот ден излегов, мислам дека од него. Ја првиот ден одма кога тргнав влегов у Косово, спиев у тој хотелот Европа, како се каже, не знам, пред Урошевац е некои 2-3 километри. Дента ми беше да го поминам Урошевац и на некои 5 километри од Урошевац да спиам, тој беше вториот ден. Таму е тоа, не знам дали Штимље, не ми текнува баш која село беше. Тука тие проблемите малце, али добро беше. Какви проблеми? Па за тоа вториот ден што ми беше. Добро, на пола патување да кажем околу 5-6 ден. Тука веќе броеви се активни, веќе се шири приказната, луѓе дознаваат дека си на пат, стига поддршка. Па и тоа што го кажам, па без мотивација нема, без поддршка нема ништо. Кога ќе легнам вечер да го отворам пораки 500 у телефонот пораки што ми пише од браво, што некои непознати луѓе, што се непознати, имам далечни роднини у Германија, ќе ми пишат, ќе се јават, праја за донации, видов дека прави у Англија, имавме пријатели некој у Лондон, направи од таму да има донации, од све, кога гледаш дека некој друг се ангажира, немаш мотив да застанеш, само свикаш утре појако, ќе ти се јават твоите, ќе ти се јави огромна поддршка од другари, од сите имав и немаше никако, без мотивација, мислам, ништо без поддршка. Друго кога станеш сабеле, кога видиш колку поддршка имаш, утре имаш мотивација да одиш, а замисли никој да не ти се да немаш поддршка никако, ќе видиш илјадници лајкови, коментари, кои ќе видам на некој пост викаш ова станува, значи. Па најверојатно вториот ден се уште не било ништо познато и си викаш, знаеш што, ако некогаш се враќам, можда сега е добар момент, дури не се расширила приказна, пошто еднаш како ќе се расшири веќе враќање нема така. Да, и тоа па мене најviше тоа ми беше, мислам, страв. Немам страв од ништо, али кога си викам ќе тргнам првиот ден, ајде вториот, си викам, леле, само да не ме натера нешто да се вратам назад, ќе испаднам
не срамота, али кисмет, ти што вика ти 100 метра тргнеш, знаеш со која цел идеш ти да тргнеш, да спасиш нечи живот, ти си направил нешто, али кој идам нешто тако финет сум за до крај да изодам или викам само да не ме врати нешто, само да не ме врати. Цело време тоа ми беше, али после третиот ден сами одат нозете, немаше тоа мотивација ненормално имаш. Се срекаваше со луѓе ли низ Косово ја препознава али твојата идеја, твојата мисија, колку беа запознаени? Сите мислеа дека ќе има некои проблеми, мислев и ја, пошто низ Косово ми зборат со македонско знаме ќе одиш со. А ти се одеше со знамето цело време? Па цело време го вадев у денот, не идев 3-4 сати, или последните денови идев цело време со знаме, али идев цело време. Ми беше на мене сигурно до 12-1 на пладне, сигурно ми беше така на мене. Имаше луѓе што свираа, препознава од Македонија, од Скопје, застанува, али немаше никакви проблеми. Ја мислев дека ќе има, не можев, реално што сега не може пари да потребам на бензински, да им кажам, знаеш, они ќе ме видат дека од кај викам од Скопје идам за Црна Гора, частат кафиња, што за низ Косово, значи немаше лоши луѓе, немаше некои препреки. Сите беа добри. Така хотелите нормално ќе ме прашат исто оно од кај што као се чудат, али немаше никакви проблеми, све си беше топ уред. Се деси ли под отворено небо да спиеш? Не, ни еден Една ден не. вечер. Затоа кога ми дојде пратњата, ги праќав се на пример денешна цел да ми е 32 километри. Ја негде на 28, они ме чекат и ја тука им викам тргнете 5 километри пред мене. На ростерот 500 метри, 200, 300 километар, барајте мотел, хотел, нешто што има за преспивање, пошто имав рутата како што ми беше на Црна, беше од градче, од село у село, ме сваѓаш некој поголемо за гледам кај може да преспивам, пошто првите 2-3 дена со точак, кај ги ај вака комбе го ти дое имаш натре кај. И ги праќав ми ноѓа кај да спиам, имаше ростер сега 500 километар, ми ноѓи пред тоа, ако треба и пред градчето километар, мораш таму пред, нема на друго место, следното ти е на 10 километри, мораш таму да преспиеш. Преспиев тука, ми ноѓи, немаше никаков проблем со тоа, само вториот ден што се вратив назад 2 километри, другиот све си беше по план, другото имаше хотели се. Топ. Какво беше чувството кога влезе веќе во Црна Гора, затоа што тоа е претпоставува моментот кај што веќе се гледа крајот, така, значи. Па ја одев низ Косово и сега на пат дојак одев, знае да ми се јават моите на камера, поготово татко ми, он ми водеше он на работа седи и ми води уште колку денес, ја скрати кецот, го скрати двојката, вика паднавме, знаеш, он ми водеше, ја веќе петиот ден одиш, си викаш одиш овака, петиот ден уште у Косово си. И сега он ми вика, брзо поминува деновите, пошто одиш од Савајле, да ми помина 11 дена како 2 дена да беа. И сега одам и он ми вика, јас зборам на камера, викам еве сум на 25, викам уште 5 имам до крај, ме чека таму, си правиме мој, он ми вика, па ти знаеш ли дека си пред 5 ми вика, знам дека тоа 5 е готово и уште 5, ако стигнам дента, утрето ден влагам у Црна Гора, како и да е. Треба тоа да се качи до горе, до границата. Ја викам, знаеш, кога нема шанси. Вика, ќе видиш сега знаци, вика, на километар немаше стварно знак 5 и кога видам, он отвара ми прати све, сега гледав, пратев, кај треба да идам све дента, али не знам дека сум на 5-6 километри од 5, кај што треба да спијам и пуша 5-6 километри 5. И он ми вика, знаеш дека утре треба да искочиш од Косово, ми вика. Викам, знаеш, кога нема шанси, имам уште многу. Вика, ќе видиш дека утре треба да искочиш, колку си денес, викам 30, утре ако излезеш 34, пример искача 100%, ми тоа ќе влезеш у Црна Гора, вика длабоко. И кога отворив стварно вечерта седнав, отварам кога гледам дека утре треба да излезам од Косово. И уште поголема мотивација, влагаш у Црна Гора, викам готово веќе и тргам дента, Савајлето, станам врне надвор. Тој ден што требаше да искочам, треба да качував 12 километри Тоа негде беше за првиот ден, вака дожд да те фати? Не првиот кога влагав у Црна Гора, негде кој беше шестиот ден. Не, мислам прв ден да те Да, дожд прв да те ден, фати. прв времето топ ми беше 23-4 степени на целото. Сега малку се знаеше до 25-6 да крена, али топ беше цело времето. И одев, да, дента станувам Сабајлето, гледам врне надвор. Викам, нема засту, сигурно нема да го одмарам денов, што сака нека биде, нека врне. Да тргнеме, требаше да искачам, баш тој најтешкиот ден, што треба да искачам 12 километри негде до граница до горе, за до Црногорска. Таа угорница многу јака, ми ја зборе и татко ми ја збореше, дека таму ќе видиш само кривини и угорно, ми вика нагоре. Тргнав, одев, додека стигнам до горе граница, цело време врнеше, некои 12-13 километри. Ми врнеше, кога влегов во Црна Гора, сонце само огреа, горе има меѓуграничен простор, сигурно едно 7-8 километри од... Тоа е фришоп.
Па, имаше некои куќи тука градено, тоа име, мислам, јас знам дека е ничиво, тоа не е ни на Косово, не е ни на Црна Гора, али имаше некои 7-8 километри, нема само шума, планини, нема, на 2000, колку е 2080 надморска горе. И тука веќе кога знаеш дека влагаш од Црна Гора, Рожеја ми беше прв град од Црна Гора, требаше да стигнам до него, 37 мислам дека тој ден изодев до Рожеја, тука преспав и утре ден стигна татко ми тој ден, негде на 5 дена при крај колку бев, и он одеше со мене 5 дена до крај. Така беше од Рожеја, после продолжив до, не знам кој беше, кога стигнав, кај беше Подгорица, више ми се раздени некои 30 километри пред Острог, тој беше предпоследниот ден кога го одев. Последните 5 дена татко ти ги одеше со тебе? Ги одеше, да. Цело време да пози мене. Тоа, мислам, он стигна, кога стигна ден, таа бев на 17 изодени километри, он дооди уште колку, не знам, до 30 неколку, уште 20, немаше 20 километри, изоде он со мене. Ги изоде тие, мада не му беше многу на него 15, он е таков е работлив човек, од Сабајле станува, има кондиција, овона, али станува Сабајлето, дојдо, извозе до Црна Гора, ќе одам, ми вика, со тебе. Викам, да не ти е многу, викам, знаеш, јас сум уходам, више мене сами ми дат нозете. Не, ќе одам. Изоде уште 20 километри, не се тоа многу, што успоредба да изодеше 40, кога мене првиот ден му викам потешко ќе ти беше, он си влезе убаво, прво 20 и утре ден продолжи. Али пак да ги оди на 50 и колку е 50 години, викам, свако, изоде сигурно 150-60 километри, све до мене, позади мене. Оди си, друго ако имаш си правиш мовет со некој пози тебе, ти збори поминува вака километрите, одев некои 4 дена сам, ги праќам пратњата пред мене 5 километри, 6 и сам одиш. Ни шума, ни здрва, ни гледаш све по пат сам, нема никој, си мислиш 300 мисли ми поминуваат низ глава, одиш. Змии имаше, глупости некои. Да, видов него слики со змии. Да, имаше со змија. Нешто друго Баш излезе. у телефон сакав да ставам стори кој ден како одење, да сликам. У телефон гледам само пред мене, гледам мислам некоја дрво, некоја препрека која видов, леле. Немам страф од нив, али која видов, малце знаеш сусед. Само што згазија, тазе згазен, уште беше мрдаше, али немаше, неподвижна беше, Топло. викам чекај да ја сликнам. И ја сликнав и продолжив. И требате со татко ти тоа неколку дневно патување низ Црна Гора, претпоставувам дека имате супер интеракција, супер, како се вика тоа, поврзување, затоа што е, знаеш како, до негде и привилегија од оваа страна, вака што го размишлам сега, да можеш да го направиш тоа, Да. со татко ти е стварно Не, голяма Он привилегија. кажуваше на крај, тоа он не ми кажа, он на крај кажуваше кога стигна, вика 5 дена додека сум одел 6 додека не додека не мене мама ми кажуваше дека не јаде он дома, не спие, не пие, ништо не му се прави, вика, мисли. А он беше ми кажеше као чекај, вика, знаеш, не се глупира, знаеш ти кој пат е тоа, вика, не е заебанција, знаеш, ми кажеше, он беше против многу. Мислам, он е побожен човек, многу дома тие слави, глупости, цркви, тоа све се поштува кај нас дома со икони, со све, али за у манастирот ми вика иди со кола, не е проблем, никад нема да ми ништо не ми забрани во живот, све ми дал што имам, ја не е, мојата фамилија не е некоја да трпи за леп, да ме све ми е дадено мене у животот, али има мотивација, он пак дава мотивација, он вика 5-6 дена дома леп не, ал мислел навечер што да стави мене, он ми го пратија комбето, он не дојде прво со комбето, дојде други. И он кога го пратил комбето го видов, он душеци наместил, јастуци, на све мисли човекот, мислел цела ноќ што да стави, води, свашта мислел, затоа дека не спил 5 дена 6, не јадел ништо. Го правил планот. Да, кога дојде, кога ме виде му се освести. Кај се наоѓа Острог, мислам, во каков предел? Тоа е претпоставувам планински предел. Планински, да, Карпа, не сама Карпа, вака, тоа е некоја Али чудо. дура стигнеш до таа Карпа, претпоставувам веќе тргаш она скроз да, прво од да качуваш Подгорица. планина, така. Да, прво Подгорица, што ја тргнав од Подгорица е некои 30 километри, 35 до Острог, тргаш од тој главен, тој огромен град, метропола, и тргаш од него, треба да го проеш Данилов град, тоа што го викат, и од Данилов град веќе почна таа шума, се осеќа малце угор, иначе до Данилов град е све се прави улици, многу ми беше тешко у Косово направите улици, ќе си исприш 5 километри права улица, нема крај се викаш улица, вака кога идеш по планини, кој иде влево десно по улички, не се осеќа толку километри, ќе погнеш 5 се изодила, вака не можеш да затоа нема што крај, да, и гледаш. ми беше малце до Данилов град све прави улици, но 2 прави улици, 3 може по 5 километри.
И од Данилоград нагоре кој искачеш, тоа се осеќа планина, се осеќа дека дрва, шума, малце, ама после натака све е шума, планина. Збора дека ги има покрај, има карпи така од страна, кога одиш и збора дека ги има тие најотривни змии. Имаше стварно ми излага гуштери, змии, али немаше никаков проблем до таму, али се осеќа малце дека малце се осеќа повеќе дека е некај него угорно нагоре кога одиш и кога го гледаш некаде до 2 километри пред да стигнеш, карпа е огромна карпа и он внатре у карпата е, самата карпа. Пошто има оне големе, вака големе, широк манастире, и сега кај што се моштите, кај што оне баш у карпа треба да се наведнеш за да влезеш, него собира секој човек, треба да се наведнеш за да влезеш и кога влезеш тоа е како собиче 10 души максимум собира него. Замисли дневно треба влезат 1000-2000 души. Збора дека кој е празникот таму за острог по 20-30 илјади, по 5-16 сати чека за да влезе кај него, значи тоа е хаос е таму кој е мој празникот. Ја баш начекав кога мислам има таму 500 души 1000, тоа не е гужва да има. Тоа го сметат како да е чисто. Секојдневие. Да, нема таму 500.000, 2000 души има како нормално таму 20.000, 30 тоа е гужва. Тоа го сметат. Има се ростерот кој ќе искочиш од манастирот до доле до кај што се вецињата, има некои сигурно 200 метри. Тоа било све со луѓето пуно до кривините до доле. Хаос таму. Океј, значи гуштери, змии, плускавци, нозе болат, Се имаше. цело тело после почнува да те боли, претпоставувам веќе нозете не ги да сегаш. И стигаш на 2 километри пред островот, пред манастирот, затоа што викаш дека тоа е точката во која што можеш да го видиш, го гледаш манастирот и како се чувствуваш? Значи, ја не знам, он тато, пошто бил ми кажуваше, он оди по земени, ми ќе видиш сега, вика, на 2 километри, ќе искочи, он ќе го видиш. Ја не очекував, знаеш, така да искочи го гледаш, мислев дека све зелена шума и мислев дека, знаеш, не се гледа од дрвата. Вика, не, ќе видиш, ќе го видиш, и одев и гледам дека стигам више на 4 километри пред него. Си викам, знаеш, на тато ми викам, кај, он све ми кај, позади ова, ричи го видов на 2 километри, знам кај беше, не знам, ми се раздени пред мене, викам, сега би одел, ќе лазам до него, ќе изодам, се одиш, се го гледаш, снимаш, го сликаш, си викам, ајде да стигнеш, стигнав таму, пошто ги чекав да стигнат некој од моја фамилија со колони тргна, сака сите таму да бидат, ја кога стигам, и се они тргна малце покасно, јас стигнав пред нив порано, и ги чекав таму доле, пред има паркинг, вака има скали нагоре, се качиш по камјан кај што боси, вика дека нозе не болат, тоа ја така слушав. Не болат нозе, има и по пат да одиш нагоре, уште 2 километри до него, сигурно. А скалите го кратат патот надоле. И ги почекав доле и бев решен сигурно дека ќе имам пешки бос по тие скали и дека не идам само кога ја стигнав у острог, се враќам дека сав да преспиам, да слушнам литургија, да видам тоа какво многу ме интересираше, каква моќ има, што има. Таму е со деца, со мали деца, со бебиња си спијат децата, све и почнав ги одев скалите нагоре бос. Тоа се скали, камења, карпи, дрва, има по нив змии, глупости, има свашто, стварно змија проаѓа, тоа беше малце езиво, али одам нагоре, стварно стигам, остри камења, те болат нозете, гоиш горе, кога ќе стигнеш, ништо немаш, ни си исечен, ни изгреван доле на нозете. Кога стигнав горе пред него, пред капија, не знам што да направам, само легнав доле, бацив земјата, што се било окей, пошто имаше период еден ден низ Косово, одев, се правеше патот и одев баш по белана линија, немаше малце ни десно или лево, камиони, шлепери поминуваат до мене, застануваш, ќе стоиш една минута да пројдат, немаш кај ќе те однесе. Нема, имаше се градеш и немаше ќе те однесе, тука мораш да застанеш за да пројдан. И све низ глава кога легнав, кога бацив земјата, си викам само фала на Господ се дојав до овде жив здрав. Пошто не знаев стварно дека тој пат ме очекува. Не е само пошто прочитав имаше еден негативен коментар, они ги прочитале моите пред, не ќе да ми го кажат тој ходев. Ја прочитав, имаше со по 2-3000 коментари, ме зајаш и сега ја да имам да барам негативен коментар, нема, се беше као браво, секоја чест и еден имаше пишано. Кодемек зашто одите, као лесно е тоа, не ќе те наши светци, што ева се глупирате, знаеш, одите. Што требаше, мислам, му одговори некој, не знам, изгледа тебе набрзо ќе те повика. Остро, ја не ќе ништо да влагам сега ја у дискусија со некој што од 30.000 коментари, еден што пишал негативен, што треба му кажам, бујрум, брат, повели да одиш, па да видиме како е. Он мислеше така е лесно како мене, он мислел дека е лесно, али не пишав нигде негативно, не зборев за некој што одел.
Али добро беше, се беше окей што помина. Таму се собравте цела фамилија тогаш. Па да, цела фамилија, кога влегов натре, сестра ми беа сите две сестри имам, таму беше, го видов, она плаче све дека она беше, знае намерата што ми беше дека ради неа, ради неа идам ја да му се заблагодарам на него, али знае што се изнадешава дома, дека све тоа се победи, немој да, они мислеа дека тоа беше ситуација што мислеме дека ние тоа не може да го победиме, тоа се беше паѓање, тоа пат огромен беше што ние кога отидовме по манастир кога ќе кажеш на името нејзино, вика дека знаеш не се секири, ти си као дарба од Бог, не се плаши од тоа, вика не ти може ништо на тебе некој нешто да ти направи. Пошто ја дојдов, ја дознав после третиот ден, неки се дешава тоа, не бев тука, бев на друго место, не бев дома. Кога дознав, гледам дома, влагам сите дома, нешто не е добро, гледам дека сите бледи, нешто, ама не ми кажуваат што е намерно, пошто знаат ќе се изнервирам, тако мат се избувнувам. И не знаев, ја легнав да спиам. Оно се смее, се знаеш кога ќе се насмееш, сите гледаат како се чудат. Негам нешто е чудно, ништо, како си легна сите. Да легнем, они не легнуваат 1 сат дома, сите седат дома, знаеш како. Да, гледам нешто не ми окей, ја уморен патот нешто од дента, патот нешто оде, викам ќе си легнам, седат, гледат филмови некои. Савалето се будам, што да гледам. Темјани по куќа гора, нешто се дешава. Тоа е, знаеш како, овие работи, црни маги и така натаму, кај нас не се дискутираат. Значи, луѓето што ги искусиле, ги има, ја не верувам. Па ја уште не верувам. Еве ти ми кажуваш. Да, еве ти ми го кажуваш сега дека ти се случило лично тебе. Јас имам проблем да поверувам во тоа затоа што неверојатно луѓето треба да го искусат тоа, да го видат и после некако да поверуваат дека ствари реално. Што да препорам, може на некој смешно му беше тоа, али не дај Боже, на некој ја имав ситуации што кога кажав, мислам смешно. 90% не им беше смешно, го сатија како трагично, али имаше некои ситуации како смешно име. Не е уопште смешно, тоа има тоа. Ја препорачувам секој да верува тоа. Ја имам со своји очи, значи нешто што не е невозможно тоа да се деси. Тоа ја гледав по интернет некои такви ситуации слични. Гледав ја на тоа, викам, знаеш, како не е возможно на намешталки прават дека ги лечат. Кога ми се деси дома, викам, ова не е возможно, дека ова баш на нас може да не се деси. Викам, да сме ние некоја љубоморна фамилија, да правам, да знам дека имам лоши родители, дека не се верници дома, дека стварно не поштуваме некоја вера, па да ми се дешава тоа, да мразам некој, да сум љубоморен, што има некој поеќе од мене, што нема никој дома не е. Зашто на нас тоа да не се деси? Ме сваѓаш, али се изнадешава, ја мислам дека е све од љубомора тоа што се деси. Купија, не знам, стан ново на сестра ми и се деси тоа и таму, ама нали не знаеш како може да ти се деси, може у пијачка ти се, може да го згазиш дома. Мислам дома, може да го згазиш било каде, тоа најчесто у двор се деше, у такви на влезови, на врати. Вика дека може да го згазиш, да го испиеш тоа, у пијачка ти се стави, да те пипне, да згазиш што? Тоа црна магија што го зборат. Може сега ти не гледаш што газиш. Да влезеш у контакт. Ти не гледаш што газиш. Тоа треба само да те пипне некој. Ја сега така збореа сите и кога остров кога се дешаваше тоа, пошто можеш да му кажеш таму имаш кај што влагаш кај моштите негови, има цело време отец, тој поп што го зборат и можеш да му кажеш што ти се десило и што се деша и онда ти молитва да ти чита. Пошто онако чита на секој таму, а 2000 души дневно не може, он ги внася 10 души у таа што се кај што влагат кај моштите на сите, таа молитва за сите. И сега ние му кажавме тогаш, тато му кажа, мислам му кажал, мене ми објаснува што како било, знаеш кој ја покрил тоа со мантијата, он чати он све и почнува, не знам, да припаѓа да се, знаеш, да се дешава таа работа и знаеш кога да вика не, знаеш, како нормално на него, вика секој ден со 10 вакви случаи он се, знаеш колку му е на него нормално тоа, као вика не пушти, вика знаеш ова е нормално, така треба. Му рекол на татко, вика остај, вика не пипе ништо, вика само така треба, вика остај ти. И како таму да останало таа. Многу далечни работи се тие од обичниот човек и тоа е нешто што се надевам дека луѓето ќе го слушнат денеска од тебе и дека ќе поверуваат малце повеќе во тоа и ќе припазат на тие работи и нема ги затоа што прво тешко е да го препознаеш. Многу. Тешко е да го препознаеш, многу. ќе го накривиш. Не можеш. Тоа
ја мислам по мое и најчесто од најблиски. Од најблиските ја мислам е најчесто тоа, пошто нема кој друг. Сега ја тебе не те познам, како е на тебе тоа би ти го направил? Зашто на тебе ти бидам љубоморен ако тебе не те знам? Ја може утре да те сретнам на лице, ја тебе не те знам. Зашто би тоа? Тоа е од најблиските, имаше случаи, ние пред тоа имавме случај, не ваков како овој шокантно, нали? Имаше што у собата ти влезе, може да ти земе. Ја имам в дома дешавки за сега блиски да не именувам. Например, на ги пере али што ги пружа на жица, сабајлето станува 2 мајци фалат од жица. У ноќеска тоа се дешава, сабајлето станува 2 мајци нема од жица. И сега, кај се ти е, кој ветер ги дувна. Значи, он може да ти викам преку пијачка, може да ти влезе, да дома да ти влезе, да стаи негде, да се сгази, тие се зборат, се имат 300 начини, крвови, мрвови, хаос е тоа. Не дај Боже, само имам да кажам да дека треба да се верува у тоа 300%. 300%. Да. Се надам Не дај Боже некој да го осети тоа дома или поготово близок. Ама еве, ако го осети, да кажем, или ако некој што ќе свати дека сум управо. Океј, и мислам дека сваќаат до овој момент и мислам дека не е тоа дилема, знаеш, пошто нема причина да зошто некој би лажал за такво нешто, ме разбираш? И зошто би се оправил тоа? Да лажам, да би дошол тука да лажам, ја например да не сум модел пешки па да правиме на таа тема, јас сум модел 11 дена тоа ти викам, малце, значи, изгледа прилично веродостојно, ме разбираш? Да. Изгледа прилично веродостојно. И сега, ако денеска некој се соочува со тоа, што мислиш дека, мислам, кој е, пошто нема сите да трнат пешки додат, ме разбираш? Глед, не е тоа спорно. Дали е манастир, кај да обара спасот? Сите збореа дека спасот тоа е само молитва. Сите така збореа. Значи со молитви идеш у Бигорски молитва денес, у Бигорски некој отец да ти даде молитва. Со тоа чистиш вика дека 10%, идеш кај друг манастир уште 10% молитва, уште 30%, ме сваѓаш така и вика тоа ќе се исчисти. Кога ти треба да му тоа е психа. Тоа не е некоја магија што ти прави да те згази ти да удриш негде тоа е психа, све на психа, мама, тоа е психата, психички ти ништо не знаеш физички да ти се да те бутне, ама психички те бута, вика сега кажуваш отпосле кога збориме сега за сестра, кога збориме, кажува она дека правиш муовет со некој у тебе. Као ја тогаш си дојдов после 3 дена и она ми вика утре дена ми вика и кажал тој психички си дојде брат, вика ти мислиш се смеам, нема мене, знаеш, као тука сум ја. Као вика она не можеш да спи, она заспија, вика гледам член од фамилија со нож у врат, вика го гледам. Тоа беше хаотично, тоа не е ништо спорно, е некој ти сега ја што сум одел пешки, вамо некој да треба да оди пешки за тоа да се излечи. Не, ништо спорно, тоа е моја, ја што зборам, не треба некој мене да ме поддржава, ќе да имам поддршка, или не треба некој мене да ме осудува, сега ја што сум одел и мораш ти да одиш утре. Не брат, ја не кев ништо да се знае, ќе одев сам. Стварно бев спремен, јас сам сакав да кога правев муабет само за тоа за фондација, баш тој период одеше овој Роквич тоа. И сега ја имаше еден збореше дека мотивација сум добил од него. Нема врска дека од него сум добил мотивација. Стварно он демек знаел мене што ми се дешавало дома, па јас сакав да се заблагодарам некако на него за пешки да одам. Сега го пратев, он изоде пута 3 од мене. Али он не одел, например, мислам не одел, ја не знам дека сватив дека тие пари требало за деца, за болни, дека не оди он за благодарна цел, како што пишуваше. Мислам дека неговата мисија беше да собере пари за клиника за онкологија. 240-50.000 евра да ги собрали. На мене кога ми пишуваше, кога кажав на сите, тоа беше благодарна мисија повеќе. И уз благодарната мисија тоа испадна све што беше као за донации, за тоа испадна све, али мислам дека треба да се верува. Мене твојата мисија многу ми се допаѓа, морам да ти признам, затоа што верувам дека си го правил тоа со намера да е анонимно и е добро на крајот што испадна да излезе во јавност целата приказна, али верувам дека намерата ти била анонимна и со тоа и дава уште поголема автентичност, знаеш, и дава содржина, значи покажува многу за тебе како човек, каков си. И си еден од ретките, ако не можеби единствениот човек што успеал да го направи тоа. Имаше прогуглав малце пред да одам, за дали одел некој пешки, имаше еден од Македонија, али он си дал као ни му треба ни за благодарна мисија, ништо не го сваѓаш.
бил планинар или не знам дали атлетичар, дали што бил и можел да изоди многу и така си дал предизвик до Црна Гора, каде Црна до Острог имаше дека го изодел за многу брзо време, што сега, ако го изодел он тоа секоја чест или за 8 дена, он одел, не знам како кажува таму, како ден ли му бил, не знам, 80 километри пешки, што ја мислам време немаш да го изодиш тоа, али добро секоја чест ако одел они ден и ноќ, ако спиел у шатори, имало и таква опција, сега тоа е друго, имаше еден дознав дека за 4 дена отишол. Дека трчал по 100 километри дневно, некој атлетичар бил многу спремен, трчал по не знам 90-100 километри дневно. Сега тоа ако може некој, ја тоа го немам видено, ако има некој видео, ама гледам дека има исто и он некој интервју давано таму. Не го гледав цело, али прочита дека за 4 дена. Да, значи има луѓе што бркаат рекорди, знаеш, и има луѓе што на тоа име на некој начин предизвик во животот. Твата приказна е скроз поразлична и посодржинска за таа сметка. Така да нема никаква споредба. Значи твоето и да си трнал, не знам, и 50 километри, да 100 метри, значи не знам кој ти го кажал тоа, ама има голема вистина во тоа. Сашка, да. Навистина, мајката за и 100 метри да си поминал, тоа има голема символика и голема значење, не па 400. Добро. Назад пешки се враќавте исто? Не, со кола. Пешки метар назад некој. Значи назад се враќаш со кола по истиот пат и си викаш не по истиот, али добро, некои 20-30% по истиот го гледав. Онда у Косово ќе тргнам по автопатот кој идев, баш се гледа патот вака страна, си викам баш Кире, не знам кој беше баш другар, него викам гледам да горе дали се вика кјути, знаеш. Ама кога одиш со некоја цел натака, си викаш, знаеш, кизој мора да инат некој мора да те фати плюс мотивација, плюс од сите. Тоа беше тоа, нема спорно. И имаше пречак на плоштадот кај што тргна. Не знаев, требаше да искрено стигав, гледај се, ја правеше свадба мој близок, прв братучет, прави свадба у недела мислам, ја требаше сабота ми беше денот за пристигање у Македонија, ја темпирав некако тоа, али сега ако се дешеше нешто по пат, отиде свадбата, си седиш таму, мораш да изодиш до крај, нема назад. И сега темпирав, не ишишан, катастрофа цел и си викам, возете побрзо, ќе ми затвори берберот, треба да се шишам, они ми викаат, да, ќе стигнеме, сега 2 коли возиме, они ми организирале на плоштад, ја не знаев, стварно не знаев, додека не видов онде дека не свртена на кај плоштад, а не на кај дома да сидам. Ја тука сватив, викам, ајде, знаеш, побрзо возете, треба стигнам, утре цел ден исто. Да, они ми кажуваат, а усвари се допишуваат, гледам зборато, 2-3 коли тука пред нас кој ќе застаневме. И сега стигаме и гледам на плоштад, ме возат, ја више свадив некој 100-200 метри пред плоштад. Симно викам, знае, викам, ве проценив, како знаеш, идев таму, ме пречека исто мои блиски. Кој ти го организираше пречека? Кој е кривецот? Кривецот се. Мајка ми, сестра ми и девојка ми, двете сестри и девојка ми. И после од таму они од еден на друг, на еден другар, на трет, на братучет. И се собра едно 10-20 души, не знам колку беа бакли купија, имаше слики баш доста, стварно респект, ја не знаев за тоа. Кога видов, срцето ми се исполни 100% и стварно беше... А на бербер стигнали на крајот? Не стигнав, на 0 се шишав за утрето ден. И тоа беше, немаше никаква дилема тука. Завршува пречекот, претпоставувам имало некоја мало прослава можеби. Да, вечер. Но конечно стигаш од твојот кревет да спиеш. Кога што играш имаше кај мене дома, реално тие сега сите што беа екипата не можеш да као ај чао да им кажеш, као сите беа тука, значи максимална поддршка, се организирале све, дојдовме кај мене. Имаше тука, правевме журка, забава малце и вечерта викам да си легнам утрето цел ден да спијам, кога легнав си викам тоа е тоа, нема подобро од дома. Дамјан, сте победиле од она што можам да сватам во една многу тешка битка. Значи животна, да. Еден другар исто ми кажуваше, вика, и има ли нешто сега што може да те бутне тебе, некој да те изнервира, да те, знаеш, да се изнервираш за некој човек. Си викам, мислам дека кога ја сватам да се нервирам за некој, за неморално нешто некој човек, а ја што сум издржал, што сум претрпел све, као ми доја смешно ми доја таа ситуација. Малце ти се променија перспективите малце
за некои борби, си викам сега за животна борба да имам, сега сум изодел за ова и кога ќе сватиш да споредиш со нешто друго што треба ситно, си викаш што правам ја, као ова е неспоредливо, што направи, викам што можам да издржам, а не па ова, сваѓаш као не си истиот, ја мислам. Според мене. Дефинитивно ти си го отклучил тој човечки потенцијал што го имаат сите, што многу малце луѓе стигаат да го отклучат, ама ти го имаш отклучено, сваќаш колку е голем и сваќаш дека многу сега на вистина треба многу за да те бутне тебе. Пак ќе кажам, јас знам како ми било по пат, ја можам да ти зборам до утре по пат како ми било, кога не можеш ти, кога не си го осетил тоа, значи тоа е болка еде на нозе тоа што е, али не е едноставно уопште некој ако сака да тргне да знае, пошто имав не знам исто некој познат како од Македонија, од Скопје, се не ми текнува на името, ми пиша дека сака исто да оди али до Тумане, мислам дека има исто у Србија еден манастир, исто и за тој го збора дека е многу јак. Манастир исто вака дека лечи и ми пиша за искуство. Сакал да оди, се спремал, она му објасни дека ја не се спремав ден за да одам. Он гледам се спрема, оди по 30 км дневно, се спрема, сака да се спреми 3 месеци. Сакам да му пишам да што мисли сега да тргне, не за 3 месеци, али сакаше да му пишам за искуство, за како, што се му каже дека нема да едноставно, кога сакаш ќе се видиме, ќе му објаснам што како, за тоа беше, ама го нема сега, ама гледам дека го пратам се спрема, оди по планини, става сториња, оди по 20-30 км дневно, сега дали он ќе има можност да го направи тоа, дај Боже, нека има, али да знае. Кога дистанца треба помине? Ќе ти излажам стварно, али да не се повише мислам дека од мојата, околу 600 км или не знам 700. Али ако се спреми, али на тој пат џаби да си спремен, колку и да си спремен, не можеш да го трчаш ти тие, како ќе истрчаш 400 км, колку и да си спремен. Ја исто тоа го правев мовет и со од фондацијата луѓе и со тато, со колку дена ја рачунам дневно ово она, колку и дена, ти не можеш да ги трчаш, ти мораш да ги одиш. Кој е тој толку спремен што ќе трча секој ден? Има луѓе спремни што се, али ти секој ден да лежиш да трчаш, остати што тренирам, што зима професионално париото, али кој е тој што ќе се навади да земе да трча, да е толку спремен до таму? Мислам дека нема шанси тоа да се деси, али има спортисти што ги поминуваат денеска тие дистанции веќе не се толку невозможни. Тие ултрамаратони што се организираат и така натаму ги има и кај нас. Доста од тие луѓе стварно изненадуваат со физички капацитети вака и што се можат да покријат, посебно во планинско трчање. Значи, да, има тие трейл како трейл маратони, тие се стварно луѓе зверови. Знам по карпи по 300 глупости се качуваат по шума. Пак, што викаш ти, значи тоа е определба, тоа е баш животна определба, значи он е ултрамаратонец, да кажеме, и тоа со тоа се професија, со тоа живеам, со тоа се, али вака некој да и пази, трчањето, мислам дека не е психички не оптеретува толку колку одењето пешки. Ба само одиш, мислиш, затоа што имаш други процеси, и други мускули работат од тоа, не е исто. Сега ако одиш ти да одиш пешки, например да пешачиш секој ден, да трчаш и да се качиш на точак да возиш, други мускули се оптеретуваат, утре ќе те болат други мускули. Пошто јас знам сега брочедоме што он вози по 100 км дневно, 200 на точак, баш е професионалец. Он ќе дојде еднаш да игра месец од фудбал, со нас утре не може да стане од нозе, на нозе. Други мускули работат, не е исто, али сепак да ги трчаш сигурно е потешко. Одењето е најтешко, мислам дека, значи затоа што психата тука те оптеретува 200. Али успешно си го завршил тоа. Океј, што е следно за тебе? Ја планирам усари за до година нешто, не ќе да откриам што, али гледам дома на моите им спомнав нешто. Пак се двоума тоа, она као доста е, не сега дали ќе бидам низ Македонија, ќе видиме дали сакав надвор, али други идеи ми падна на памет, ми дадоа исто од фондацијата ми дадоа друга идеја за низ Македонија нешто, али ќе видиме кога сме живи здрави. Како што кажа и самиот, значи тие работи колку повеќе ги планираш, толку повеќе не успеваат. Значи тоа доаѓа во моментот и или го правиш или не го правиш. За овде, за овој манастир, за Острог, знам дека е така. Сега за друго јас што планирам, например, за другиве не знам дека е така, али за некои работи у животот. Јас разбрав дека за него е така, дека он кој ќе те викне, он кој ќе те повика, викат, знаеш, имаше еден мувет, ја доека одев,
мои комуницираат исто со мои блиски, моите дома, викаат, абе дали ќе издржи, дали викаат, кој тргнал на тој пат никој не се вратил, дали било тоа кола, дали имам разбрано дека кој тргнал никој лошо не завршил по пат, да му се деси нешто да стига таму, тоа нема грешка за до таму. Значи тоа се некои муабети што ги слушнав таму за татковци, за што станувале, што иделе, што го станува буквално инвалид. Ја што не верував ајде за моето, ама за овој инвалид вика дека живе на 20 километри од Острог, некој му се дешава инвалид, мислам останува дента инвалид дека зборат, иде таму, ноќеска знаеш колку дека ужива, утрето ќе проводи он се после молитва, она станува, ноќеска го нема, он дека дома си отишол. Ја верувам у моментов во све верувам у такво нешто. Буквално пошто знам како и што е. Имам осетено моја кожа, имам видено. И тоа е најверојатно единствениот начин во кој што можеш да поверува човек во таква нешто. Само Божија. Ти посакувам многу успех во се што планираш, се надевам дека ги се оствари, сигурен сум дека ги се оствари, затоа што гледам дека имаш развиено доста голема амбиција и како се вика тоа упорност за истерување на работите до крај. Инат некој така. Да, инат од кај тебе дефинитивно си има разбудено после тој втор ден. Најверојатно тоа е последната точка во која што се кршел. Одлучи, да. Одлучувачка беше во тој момент си одлучил дека не само тој ден, туку и сите денови понатаму ќе ги проаѓаш некако. Да, само многу би ме интересирало дали било тоа искушение. Не знам стварно. Ја тоа кога гледав си викам за од дома кога гледав тие некои работи си викам у мене нека влезе нешто ќе не можеш да гледаш некој да се мачи твој близок и си многу сакав да знам дали е тоа искушение. Многу и сакам уште знам. Не знаеш што не можеш, кој ќе ти каже дали е искушение сега. Те боли срце, не можеш да одиш, не знаеш дали е искушение, дали те враќа некој, или вика дека све што ти било препрека на патот е искушение, дека сака да те врати некој, дали змија, дали жулја, вика што ти ги прави дека било искушение, дека сака со нешто да те врати назад, што врне, што ова, што но сега не знам. Жулеви некогаш и од патики се прават. Да, знам, се прават, али За што патики беше? прво одев со Скечер, седнали ми донесо други, после ми купија New Balance, после 2-3 дена тие беа како пердов New Balance, тие ме спасија, мислам дека. Вторите што ми ги донесоа, добри беа до крај, тие не ми прави жулеви, тие беа таман, али уште имам проблеми. Скечерсот се вака за допродавница добри, мислам дека за поише од тоа. Абе има лесни, има добри, али New Balance-от ми заврши голема работа. Уште имам жулеви, но за после месец дена не може да ги оправам. Токави по. Али добро беше, топло од се. Фала ти за денеска, фала ти што дојдиш ово. Фала и на вас. Што ја сподели приказната. Се надевам дека ќе се видиме уште еднаш. Мило ми.